Говорете. Прилично критичен настроен, да речем, во пораките спрема Буш. И сега веднаш после него добива овација на нозе од цела публика. И сега излегува Буш и сега сите чекат што ќе каже Буш. И мислам дека добро се снајде човекот. Камера. Излезе на бината веднаш Буш и сега малце ќе, ако ми дозволите, ќе драматизирам и тоа вика, ви благодарам господине Боно за вашиот говор. Вика, ме потсети, вика, на човекот што одел редовно на црква во Тексас. И редовно се бил таму на црква. И вика, една недела после една инспиративна така проповед од свештеното лице, вика, човекот се возбудува, така станува при крајот, дига раци, вика, Господи, искористи ме во твојата служба. Поминува службата, ништо не се случува, доаѓа другата недела, вика, повторно станува при крајот човекот на службата, пак дига раци, вика, Господи, искористи ме. На крајот на службата доаѓа свештеното лице, го повикува, вика, знаеш што, вика, овие клупите овде во црквата не се фарбени подолго време, ве молам доколку сакате, нели, да ни помогнете да изфарбате, да. Човекот се фајка сериозно работата, се зима четка, боја и се завршува честно работата, така. Доаѓа наредната недела, повторно служба, повторно добива инспирација, станува при крајот, сега ова Буш го кажува, така, вика, дига раци, вика, Господи, искористи ме, но во својство на советник. Мислам пораката му беше до Боно, лесно е да даваш совет, тешко е да се изработи. Ја тоа треба да го изработам на терен што го збориш. И мислам и во Македонија така многу луѓе дават совет, но не ми се за жал тешко се изработува. Вака интелигентно Буш се извлече. Морам да признам. Многу добро се извлече. Значи тоа е нешто што така ми остави по-силен впечаток, да речем. Мислам дека дури многу поелегантно од што Арнолд Шварценегер на својата инаугурација која беше прогласен за ова, му рекоа, вика, дали господине Шварценегер ќе бидете новинар, му го поставил и сега он го каже на конвенцијата на Републиканската партија како нивни кандидат за гувернер на Калифорнија и му вика, дали вие господине Шварценегер ќе бидете исто толку добар гувернер колку што сте добар актер. It was a cheap shot. Беше многу подло. Дека си призна дека е лош глумец. Да. И беше тоа. Знаат они со говорот да пуштат некој таков хумор и да онака тоа со деновит Джей Лено да ги прераскажува. Да остават една позитивна енергија во меѓу публиката и така натаму. Многу интересно и кога ќе завршат изборите во Соединетите држави, прво што прави поразениот, му честита и го повикува американскиот народ да се обедини. Нема зла крв, нема многу лесно искачаат од Еве еден друг момент што исто така ми остави силен впечаток, значи на крајот на молитвениот дорожок излезе кралот Абдула од Јордан, кој е муслиман. Така. До него беше еден конгресмен од Републиканската партија, кој е христијанин. Од левата страна на кралот Абдула имаш сенатор кој е од Демократската партија, кој е евреин. И сега замисли сцена што само во Америка. Да. Христијанинот се моли за муслиманот поддржан од евреинот. Сега тоа ова звучи како почеток на добар виц. Тоа го видов, тоа беше таму. Сега тоа е, нели, во таа смисла дека американците во многу начини изегува. Тоа се некои пораки до светот. Што е трендот? Што се очекува? Кон што да се... Добро, меѓутоа, видите, Америка сепак е светската сила. Така, знае со милост, меѓутоа знае со сила, каде што треба сила. И тоа не е спорно. Така, на добрите враќаат со добро, меѓутоа, воопшто не се знае да биде без милост, кај што треба. Апсолутно, кај што треба. И мислам дека тоа е крај на кришта и правилна политика, ако човек гледа од собствен интерес. Дали од ова може да произлезе, дали од овие некои работи кои сега би сакал да ни ги објасните малку повеќе, сите чувствуваме, еве, Америка е најака, Америка е
доминантна држава и економски и воено. Дали се тоа доволно причини да Македонија треба да биде стратешкиот партнер за Македонија? Дали Македонија може да игра таа шизофренија? Од една страна некое си посткомунистичко, пансловенско тежнење кон Русија, што го имаме едно лоби овде. Другото е нешто проевропски ориентирано, дури со едно јако новинарско, па дури лоби од професори и така натаму, дека Европа, бидејќи сме дел од Европа, а со Европа имаме многу бели, историски покажано, и ја имаме Америка, од која, нели, освен 2001 за која останаа неколку црни дамки во врска со тие случаи, дека Америка ни е единствениот главен стратешки партнер за наш собствен развој. Би го одговорил тоа прашање на следниот начин. Значи, Македонија е во Европа и апсолутно мора да се труди да припадне и еден ден да стане дел од европското семејство. Дали тоа ќе биде и кога тоа ќе биде, нели, меѓу другото зависи од нас, меѓутоа и по комплексни процеси се овде во игра од аспект на самата Европска унија, која моментално самата себе си е во голем конфликт и во голема фаза, процес на преиспитување докаде се границите на Европската унија. Значи, дали и тоа може и подолго да трае еден таков процес во Европа. Па, апсолутно. Несогледливи последици. Турција е во прашање и мислам дека многу работи ќе се вратат исто околу каква одлука ќе се донесе околу Турција, дали ние сакаме да го признаеме тоа или не. Меѓутоа, за да ви одговорам прашањето, значи во секој случај ние нашата економска перспектива мора да ја бараме и во Европа. Меѓутоа, од аспект на прашањето, нели, кој е стратешки партнер, како Америка, мислам дека треба да бидеме свесни за следното. Еве, каде стои Америка моментално и кај се перспективите на Америка визави Европа во иднината? Моменталното свет, и мислам дека најдобар начин на тоа е секој пат е во бројките, тоест во економската мок. Бидејќи од економската мок произлегува и политичка мок, и војна мок, и дипломатска мок во крај на краиштата. Тоа се основните предуслови за една земја. Светот се врти околу тоа. Сака нели, од економската мок произлегува свет друго во една земја. Значи, први не економската моќ, па после. Па од тука произлегува војната мок, од економската мок. А не обратно, не може со војната. Русија имаше војна мок, немаше економска мок и пропадна. Америка имаше економска мок, инвестираше дебело во војната мок после тоа. Америка прво стана економски јака, после војно јака, не обратно. Обратно беше случајот со Русија. Како е да е? Моментално светското производство, значи време бруто не домашно било бруто светско производство, така изразено во долари, е некаде околу 35 трилиарди долари. Тоа е пак 35 со 12 нули од позади. Се извинувам. 35 на 12, добро. Меѓутоа, кој процент мислите дека Америка го има од тоа? Навистина не знам. 30%. Така, земја од 300... Треба да се фасцинирам дека е тоа многу или малку. Значи имаш 5% од населението на светот, го има 30% од светското производство. Што само докажува колкава е економската моќ. Цела Европа. Така. Европа со 25 земји, околу 450 милиона луѓе, исто така има околу 30%. Како комбинација на тие 25 земји 450 милиона луѓе. Јапонија има околу 15%, со нејзините 120 милиона луѓе, жители, и останатите 25 се од другите 5 милиарди жители на оваа планета. Значи, тоа е реалната поделба на економската торта која се произведува на годишно ниво. Значи, тоа е стартната позиција на Америка. Ако гледаме некои перспективи и проекции во иднината, 2050 година се предвидува дека Америка ќе биде земја од околу 500 милиона луѓе. Наталитетот во Америка е некаде околу 2,5. Значи, просечно секоја жена раѓа 2,5 деца. За разлика... Во Европа е 1,5-1,6. Еве, слично се, на слично ниво се економско, но во Америка, нели, и го сретнуваме дека семејството таму расте. Таму луѓето не се на слично ниво. Европа со 450 милиона жители остварува исто производство како Америка со 300 милиона жители. Зборам лајфстайл, ја од мој аспект го гледам. Лајфстайл, добро. Значи,
сличните услови, осигурување, здравствено, од плата, значи истите услови. Но американците, они како семејство секогаш се побројни. Значи, кај нив наталитетот треба. Значи Америка е земја во подем. Зошто е тоа така? Дали тој религиозен момент што Па можно да е тоа дел од апсолутно, бидејќи апсолутно христијанството и верата е многу сепак присутна во просечната фамилија во Америка отколку што е во Европа. Да, а гледаме дека Европа и гледаме преку низиниот устав сака да тотално да се одлепи надвор. Тоа е факт и тоа може да биде еден момент. Значи Америка е земја во подем која ќе доминира со светското производство на наредните 100 години. Тоа е многу интересно, затоа што беше прашање, имаше една дебата мала овде, дека Америка веќе го достигнува својот пик. Тој што кажува тоа ги нема реалните показатели. Тоа е. Дека други земји ќе го преземат тој. Што туку доаѓа на Америка е модерна верзија на Рим на времето, мислам. Тоа апсолутно тоа се согласуваме. Но дали го достигнува на својот пик? Можеби е приближно некаде тука, меѓутоа во секој случај во земја во подем. Велите, во наредниве 100 години ќе биде доминантна. Јас сум сигурен во тоа, за колку што може. Меѓутоа апсолутно еден бројка, значи спрема сегашните проекции во 2050 Америка ќе има 500 милиона жители, Европа комбинирано се проценува дека ќе биде околу 400 после 40 години време, 45 години време, така? Америка во последните години континуирано расте 3-4%, Европа едва и 1,5-2%. Ако гледаш проекцијата од тој аспект, единствени земји што се во подем, реален подем, се Америка, Кина во последно време и Индија. Така. Нема трет, освен Европа доколку се случи некоја масовна трансформација. Ова е. Значи од тука мислам произлегува, сега тоа што кажав, економската мок произлегува свет друго. Сега не мораме да бидеме свесни дека каде треба се најде Македонија во една таква констелација? Каде треба да се најде? Што треба ние да направиме? И што значи тоа стратешки? Дали треба да ги заборавиме овие евроинтеграции, овие Не, во секој случај не. Меѓутоа како тогаш да го подигнеме на едно повисоко ниво? Например, дали е тука можеби рецептот на една Турција? Сега за кој ниво зборуваме? За економско ниво? Збориме например за ниво на соработка со Соединетите држави, дури на економско, а економското нели понекогаш американците го условуваат и со воено. Нели, Турција со Инџирлик и со своето геостратешко успеа да придобие голема материјална финансиска и економска помош од Соединетите држави и од една феудална земја за помоца од 100 години Турција прераснува во една високо развиена земја за која веќе се чеше Европа дали да ја земе. Која е нашата стратегија? Каква стратегија Македонија треба да има спрема Америка? Мислење дека ние испуштивме неколку шанси овде, нели, гледаме сега дека Бугарија станува една од А она токму играше на американската карта. Најзначајните земји за Америка во Европа, нели, голем дел од базите од Германија, од останатите делови од Европа се префрлуваат во Бугарија. Дали сме имали или не сме имале шанса на времето да направиме нешто во тој правец, не знам, не сум бил присутен нели на тоа политичко ниво, меѓутоа ми се чини дека доколку имало и малце шанса да привлечиме одредени значајни американски интереси во Македонија, дека тоа требало да го искористиме во секој случај. Тоа е моето мислење. И значи во секој случај било која шанса не треба да ја пропуштиме од аспект на геополитичките интереси кои што значи тоа, господине Дончев? Дали се тоа некакви договори, дали се тоа какви се тие? Сепак Македонија правеше нели напори, па дури на иритирање на сопствен народ. Председателот Буш повика да не гласаме за локалната самоуправа, за законот нов. Не знам дали председателот Буш повика. Добро, зборуваме тоа патот како Буш да прати ситуацијата во Македонија секојдневно. Мислам дека еднаш месечно ако излегува една реченица за Македонија во неговите брифинзи, да бидеме среќни. Така мора да разликуваме меѓу редови. Тоа што представува амбасадата како извршител на американската политика, Стейт департментот кој е одговорен за надворешни односи и самата администрација. А тука има многу слоеви? Сега, нели, вештината на една земја е како да створиш контакти на нивоа кои се пресудни во донесување на одлуки. Јас мислам дали нели, ако донесе одлука за референдумот, сигурно не беше тоа од Буш.